Добро вечер, ако не се запознавме, се викам Стивен и ќе ви бидам водич вечерва. Добре дојдовте во рајот, барем за еден миг. Не знам дали видовте на билетот, но тој ви е само привремен влез во рајот. Би сакал да го сменам тоа, но тоа не е мојот повик. И да, местово е вистинско. А престојот овде е вау! Мислам, тоа е како бескрајна свадбена веселба со најдобрата музика и уметност и со се што е најубаво на секаде околу вас. Едно нешто кое Бог ни дава да правиме овде е... Патем, дали веќе го видовте? Извинете, секако не. Зашто да го видовте, едноставно би биле, знаете, пуф, збришани во миг. Може би некој друг пат. Па една од работите кои Бог ни дозволува овде е да ја раскажеме својата животна приказна. Интересно е да се чуе доживувањето од сите луѓе овде кои го поминале тоа епско, трансформирачко искуство. Например, она е нашиот брат Јона во стомакот на ѕверот, со смрдливите алги, во смрдливата риба и треба да го чуете него лично, поживописно е. Бог вели дека мораше да го натера Јона да паузира во стомакот на рибата за да размисли. Да се прашувам јас, не би издржал 3 цели дена, едно 5 минути од непријатната миризба и за миг себе ми станало јасно како ден. Па кренете ја раката ако знаете кој е ова. Вие тројца, фантастично. Да, тоа е Јосиф, со прекрасната шарена наметка. Многу интересна забелешка за Јосиф, тој бил далтонист. Вистина е. Да, заради видот би можел да ја види само сивата боја кога би ја погледнал наметката. Сега се смееме за тоа зашто откако е овде, па видот му стана совршен. Но еј, тој е среќен тип, нели? Напиша и мюзикл за него. Овде сите имаме приказна. И ова овде е мојата. Гледате? Тоа сум јас. Јас бев еден од злосторниците кои висеа блиску до Исус додека страдаше и умираше на крстот. Тој ден појадував со ѓаволот и потоа вечерав со Спасителот. Да ви кажам како дојдов тука. Имав едно нормално, скромно детство. Татко ми беше градежник, напорно работеше, а мајка ми многу се трудеше да не одгледа нас, децата, и да не научи што е доброто и злото. Како евреи, секогаш одевме во синагогата. Верата на мајка ми тогаш беше, ја сметав за смешна, непоколеблива. И секоја година, на долгиот пат до храмот во Ерусалим, мајка ми како забава ни поставуваше квиз прашања од Светото писмо. И би говорела: Стивене, брат ти даде точно 9 одговори, ти мора да имаш 10. Подготвен? Започни. Го знам ова. Немој да имаш други богови освен мене. Не прави идоли. Не кажувај го Божјото име напразно. Светувај го денот на одморот и чувај го свет. Почитувај си ги таткото и мајката. Не убивај. Не извршувај прелюбодејствие. Немој да сведочиш лажно. Никогаш не го посакувај туѓото. И немој... Не ми кажувајте. Како ли беше? Немој да крадеш. Така и кажав. Не кажа, лаж го.
Така кажав. Деца, доста беше. Запомнете. Однесувајте се убаво. Бог ве гледа. А тој гледа токму се. И не заборава. Ме слушнавте ли? Реков, Бог не гледа. И запомнете секогаш ќе го пожнеете тоа, што ќе го посеете. Па, Стивен, биди добар кон брат ти. Да, и Бог ќе го убие, така? И може би тебе ќе те убие прв. Деца, Бог нема никого да убие. Бог е милостив и љубезен. Но тој е Бог. И запомнете, стравот од Бог е почеток на мудроста. Страв од Бога. Стивен, се плашиш ли од Бог? Се плашам ли од Него? Не ми текнуваше поинаква можност. Како повеќето деца му верував на секој мајчин збор. И тоа е тоа. Се додека еден ден на 13 години некој чукна на нашата врата. Тоа беше даночник. Но не е било каков даночник. Тоа беше општинскиот службеник. Тие беа најлошите и најомразените. Сега, татко ми беше многу силен човек. Но во тој миг делуваше исплашено и слабо. Ги мразев даночниците заради него. Добар ден! Да, јасно. Каде? Каде? Добро заработивте овој месец. Па, да видиме. Секако имате вообичаен данок на секој увоз и извоз. Сета стока купена и продадена, данок на патарина, мостарина и секако, последно, но не и најмало, данок на бродарина. Бродарина. Се што имаше близко до нас беше едно езерце. Типот буквално не ограби. И токму тогаш, во тој миг, одлучив дека никогаш нема да станам како нашиот татко. Годините минуваа, омразата се продлабочуваше, а прашањата се множеа. Кога одев во храмот, истиот тој поразен израз беше и на лицата на свештениците, исто како што беше и на лицето на татко ми. Да се разбереме, свештениците ни сервираа бескрајни правила за законите и моралот. Но што правеа тие во врска со очигледната неправда и угнетувањето од Рим? Ниту пет пари. Храмот беше беззначаен во однос на секојдневниот живот. Ништо освен правилата и моралноста. Бунтовништвото се раѓа од очајот. И очајот почна да расте во моето срце. Во самиот храм се одигра сцената на мојата прва кражба. На 15 години гледав како луѓето ги ставаа паричките во ризницата и ми изненади нискиот степен на обезбедувањето. Со голема леснотија би можел да ги извадам и да ги ставам парите внатре и едноставно помислив око за око, нели?
Па наблюдував и чекав на вистинскиот миг. Добар ден, и мене ми е мило. О, бидете благословени, и јас ќе бидам благословен. И го сторив тоа. Знаев дека е погрешно, но го сторив тоа и се почувствував добро. И помислата на нова кражба ме возбудуваше и ја повторив. И како наалчен човек не ми беше доволно. И помислив тогаш, што кога би ги зел тие пари за поблагородна цел? Кога би измислил начин да ги земам парите од неправедните даночници и кога би ги дал на борците за слобода на нашиот народ. Тоа ми стана цел. И секој пат кога крадев, стануваше се полесно и полесно. И со леснотијата дојде и ароганцијата и неспретноста. И како што станував се понеспретен, тоа што не го знаев е дека сите оние неспретни крадци едноставно секогаш ги фаќаат. Мојот гнев кон Рим ми даде нова цел. И точно знаев дека ќе ме изложат на столбот на срамот, за да ги обесхрабрат другите, да не ја направат истата грешка. Се започна првото утро, кога стражарот ми го донесе јадењето. Појадок! Уживај во првиот оброк, воедно и последен. И тоа е тоа. Дојде денот на мојата смрт. Ден на неиздржлива болка. Но нема да покажам ни малку слабост. Римјаните можат да ми го скршат телото, но нема да можат никогаш да го скршат мојот дух. Ке умрам, да, во непокор. Крусификсио, закован на крстот. Така го нарекуваа римските свињи. Крусификсио. Еден по еден не заковаа на крстовите. Не видов кога го заковаа првиот човек, но внимателно гледав кога на вториот човек му ја заковаа дланката на штица и тогаш го слушнав истиот стражар кога каже: ова им се случува на кратците.
Тогаш ми се случи и мене. Болката беше неопислива. Но најлошото доправа доаѓаше. Распетие. Тоа е долга, агонична смрт. Причината главно се случува заради гушење. Жртвата би имала големи потешкоти при вдишувањето заради големото истегнување на градните мускули и белите дробови. Во основа би се гушел пополека. Сепак, можев да дишам малку полесно кога тежината ја ставав на стапалата. Па ги туркав стапалата надолу, што беше поболно, но барем можев да дишам. Ја префрлував така тежината наизменично, висејќи од дланките надолу на кај стапалата. Во секој случај беше мачење. Првиот човек привлекуваше огромно внимание. Крстот му беше во центарот. Со мене и со другиот човек оддалечени малку од двете страни. Помеѓу чувствата на агонија и омраза, него ни забележав другиот тип. Додека не прозборе по прв пат и рече: татко, прости им, затоа што не знаат што прават. Да им прости? Чекај малку, се шегуваш со мене, нели? Да им прости? Кој е овој тип? Да им прости? Јас сакав да ги убијам нив. Тие дивјаци не унаказуваа, а оваа будалетинка зборува за простување? Но во тој миг за прв пат го видов знакот на неговата глава. Тоа е Исус, кралот на евреите. Исус, така имам слушнато за него од Назарете. Тврдеше дека е Месијата. Слушнав за неговите чуда и слично, за исцелувањето на луѓе и слично, и си помислив, па, ако тој вистина е чудотворец, сега е идеален миг за чудо. Но со тие религиозни типови е секогаш исто, за жал. Тие супер зборуваат, но тоа нема никаква врска со вистинскиот свет всушност. Тогаш, гледајќи го Исус,
како виси од крстот свиткан, како црв на јадица. Тоа ми беше потврдено. Неговата молитва за простување не соодветствуваше со чеканот и шајките. Точно во тој миг, длабоко во себе, го презирав. И не бев единствениот. Некој од толпата довикна: ако си Божји син, слези од крстот тогаш. Другите ги спаси, а себе си не можеш да се спасиш. И тогаш еден од набожните фарисеи се доближи и рече: ако е тој кралот на Израел, нека слезе од крстот и ќе му поверуваме. Нели тој верува во Бог? Да видиме дали Бог го сака него. Тој рече дека е Божји син. Ти рече дека ќе го уништиш храмот и повторно ќе го изградиш за 3 дена. Спаси се себе си. Да ви кажам нешто. Кога Бог би имал син, сигурно не би изгледал вака. Ако ги спасуваше луѓето и сите останати, од што ги спасуваше? Кога ни себе си не можеше. Не можеш да се спасиш себе си. Ти не си Божји син. Лажен си. Добро погледнете го, луѓе. Ова е ликот на религијата. Одбивам да се покорам и со секој мој мачен здив, јас тебе ќе те мразам. Но зошто? Зошто? И тогаш ми текна. Јас го мразам Бог. Истиот Бог кој им допушти на римјаните да го газат неговиот народ. Истиот Бог кој му дозволи на даночникот да го краде моето семејство. Истиот Бог кој го создал светот во кој луѓето умираат како животни на дрвените штици. Болката ја потенцираше мојата омраза. Го мразев Рим. Го мразев Бог. И се мразев самиот себе. Бев на ивицата на пеколот. Веќе можев да го вкусам. Навистина не знам како да објаснам што се случи понатаму. Само се сеќавам дека некој чуден мир ја облеа мојата душа. И за прв пат почнав сериозно да размислувам за мојата состојба. Животот полека ми истекуваше. Чувствував како заминувам од земјата.
Не го планирав тоа. Ниту пак бев подготвен за тоа. Толпата продолжуваше да вика. И тогаш го погледнав тој крал на евреите, да видам како тој им одговара. И ништо. Само ги гледаше. И слушаше, и гледаше, и слушаше, и гледаше, и слушаше. А тие врескаа на него. И го мава, и го плука. А тој не правеше ништо. Само беше тивок. И одеднаш се присетив на моето детство, кога седев во храмот и го слушав читањето на Светото Писмо. Го слушав гласот на мојот рабин, како зборува за Месијата, за неговото големо страдање, но тој не се жалеше. Беше тивок како јагне што го водат на колење. И тогаш помислив, што ако тоа е тој? Мислам, што ако е тој? И тогаш го слушнав гласот на мајка ми како вели: Стивен, стравот од Бог е почеток на мудроста. Страв од Господ. Од секогаш сум верувал во Него, но голема е разликата помеѓу верувањето во Него од стравот од Него. Многумина велат дека веруваат во Него, посветувајќи му многу малку време. Но стравот од Бог значи да се грижиш за тоа што зборуваш и што правиш. Секогаш сум верувал во Бог, но не се плашев од Него. Живеев далеку од Него. Ако сега висам покрај Него, значи и умирам далеку од Него. Што ме очекува следно? Каде ќе одам после ова? Не знаев. Со години јас не се грижев за тоа. Но сега тоа ми беше најважно. Толпата и натаму го навредуваше, предводена од другиот крадец. И тогаш му кажав: зарем не се плашиш од Бог? Не ли се плашиш од Бог? Ние сме казнети праведно, но овој човек, овој ништо не сторил. Моите зборови ме изненадија и мене самиот, и сите кои ме слушнаа. Мене кој за се имав изговор. Го отфрлив храмот, зашто храмот ме изневерил. Крадев од Рим, зашто и Рим крадеше од мене. Со тоа можев да ги оправдам сите мои престапи. Јас бев добриот, а тие беа злите. Јас бев во право, а тие грешеа. Вие земате од мене, па знаете што? И јас ќе земам од вас. Тогаш се запрашав дали мојот најголем престап е против Рим или храмот, или против самиот Бог. Бог ми го дал животот кој јас го потрошив на себе. Сметав дека тоа е мој живот и дека со него можам да правам што сакам. И дека само верата во Бог е доволна. Но додека крварев до смрт на крстот, знаев дека сум далеку од добрината и далеку од Бог.
Што ако тој е Месијата? Што ако е Божји син? Ја слушав толпата како вика, ги спаси другите луѓе и помислив, може би може и мене. И ако е крал на евреите, тогаш мора да има свое кралство, но ако тој овде и умира, тоа кралство не е од овој свет. А ако е тој Бог во тело, тогаш тој сигурно е Христос. А ако е Христос, тој ги спасува луѓето. Ги води во неговото кралство. Може и мене ќе ме спаси. И така му реков: Исусе, спомни си на мене. Кога ќе дојдеш во твоето кралство. Знам. Тоа беше огромна дрскост, имајќи предвид дека предмалку го презирав. Иако тој си спомне на тоа во неговото кралство, тогаш ќе биде тешко мене. Но факт е, знаев дека ми нема спас. Но тогаш се сетив на неговите зборови. Татко, прости им, затоа што не знаат што прават. Прости им. Простување. И самиот звук на тој збор ми беше туѓ. Простувањето беше ретко во светот на легализмот, за кој мајка ми често ми зборуваше. Прави добро и се ќе биде добро. Прави зло и тогаш црно ти се пишува. Нема надеж за ниту еден од нас, ако така размислуваме. Ќе пожнееш тоа што ќе посееш, не е добра вест за ниту еден од нас. Но простувањето секогаш е добра вест. Ако Исус можеше да им прости на неговите мачители, па може би може и мене да ми прости. Може би можел да се сети на мене во неговото кралство. И ако се сети, тоа не би било заради нешто што јас го сторив или понудив. Тоа би бил чин на чиста, незаслужена милост и љубов. И тоа е всушност она што тој им го даде на војниците, кои што го распнаа. Милост и љубов. Го замолив да си спомне на мене. И со таа едноставна молба, прв пат во мојот живот, почнав да се плашам од Бог. Во тој миг поверував дека Исус навистина е тоа што тврди дека е. Месијата. И го замолив да се сети на мене. Да ме спаси. Тоа беше изненадувачки лесно, само одлучив да го става мојот живот во неговите раце. Ја испружив раката кон него. Поверува во него како во Божји син, мојот крал. И чекав на него да ми одговори. И тој ми одговори со зборот Амин. Амин. Мојата молба беше едноставна, а неговиот одговор поедноставен. Амин. И гледајќи го, како го кажа тоа,
го видов неговото потечено и степано лице и всушност можев да видам радост во неговите очи. Радост. Тој едва и дишеше и полека и мачно ја испушташе душата. А со радост ми одговори: Амин. Да, со тебе сум. Така ќе биде. Не ќе бев изненаден да ми речеше Стивен: Божјото царство не е за луѓе како тебе, но тоа не е неговиот начин. Наместо тоа, тој радосно ја прифати мојата молитва и го сподели моето страдање и додека јас го делев неговото, го замолив Исус да ме спаси. И тој го стори тоа. Своеволно и радосно, и без колебање, и безусловно. После кратка пауза, после зборот Амин, тој рече: навистина ти велам, уште денес ќе бидеш заедно со мене во рајот. Рај. Свет во кој Божјите луѓе уживаат во неговото присуство. Немав сомнеш дека Исус ќе биде таму после неговата смрт. Но ме шокираше неговото ветување дека јас ќе бидам со него. Ќе бидам со него во рајот, пред денот да заврши. И тоа беа најубавите зборови кои некој некогаш ми ги кажал во животот. Ќе бидеш со мене. Времето минуваше и сонцето стана многу жешко. Неговиот сјај ми го заматуваше погледот и погледнав надолу. И таму беше мала група на луѓе, собрана пред Исус. Еден од нив беше со неговата мајка, Марија. По начинот на кој липаше и начинот на кој чекаше и начинот на кој го славеше, како ли беше тој ден да гледа како нејзиниот син толку страда. Сочувствував со неа. Сочувство. И за мене тешки и сурови беа моите патишта, но имав сега сочувство. Нешто чудно се случуваше и знаев во срцето дека тоа беше поради Исус. Тогаш толпата почна да се стишува и Исус повторно прозборе и рече на Марија: жено, погледни го твојот син. А мислеше на човекот кој стоеше до неа, за кој сега знам дека е Јован, еден од неговите ученици. Јован подоцна го напиша 4-то Евангелие. Тогаш му рече на Јован: погледни ја твојата мајка, погрижи се за неа. Цели 33 години Исус беше синот на Марија. Но таа врска сега се менуваше, буквално пред мене. Исус говореше: од сега гледај на Јован како на твој син, зашто јас имам нешто друго за тебе. Видете, иако Марија го одгледала Исус и беше побожна и добра и љубезна и благослов за сите луѓе, Марија е денес во рајот не затоа што Исус е нејзин син,
туку затоа што е нејзин спасител. Светлината на светот. И тогаш темнина. Молскавична и потполна. Немаше помрачување. Бог ги изгасна сите светла. Знак на неговиот суд. Сигурно Божјата казна ќе падне на војниците кои го распнаа Исус или на водачите кои го осудија. Но тоа не се случи. Не, Божјата казна падна на неговиот син. Син во кој што поверував. Неговиот син кој ми го вети рајот. Ако Исус е предмет на Божиот суд, каква надеж останува за мене? Во главата ми се вртеше и имав прашања. И тогаш од никаде се слушна очајнички крик и Исус рече: Боже мој! Боже мој! Зошто си ме напуштил? Ако Исус беше напуштен, не би имало рај ниту за него, ниту за мене. Што значи, после смртта, јас ќе се соочам со Божиот суд. Но Исус ми го даде неговиот збор дека ќе бидам во рајот. Тогаш, кој ќе ја поднесе мојата казна? Кој ќе ја издржи мојата казна за да ја добијам неговата награда? Тој ќе ја поднесе мојата казна. Тој ќе го поднесе мојот грев. И повеќе од тоа. Исус овој момент на себе го зема гревот на секој еден кој ќе одлучи да поверува во него. Тој ќе ја понесе нивната вина и нивната казна во целост. Затоа беше прободен, затоа тој беше скршен. Беше тоа за мене. За грешниците, како мене. Јас самиот би го однел мојот грев и мојата смрт да не беше Исус, и тогаш би се појавил во вечноста лице в лице со семоќниот Бог. Но Исус ги зеде моите гревови со неговата смрт, за да не морам јас да ги понесам со мојата. За миг ја губев свеста и пак се освестував. И повторно го чув гласот на Исус. Само овој пат не беше тивок, туку гласен и силен. И тој рече: завршено е. Татко, мојот дух го предавам во твоите раце. Кога луѓето умираат, нивните гласови стивнуваат како шепот. Но неговиот глас беше победнички. Тој влезе во смртта, но не како поразен, туку како победник. Тој стори се за што дојде и се предаде себе си на смртта. Потоа пеколот се ослободи. Пукнатини се појавија на тлото. Дали е ова крајот? Пред малку го распнавме Божиот син. Се подготвив и чекав што ќе се случи понатаму. И тогаш со крајот на окото го видов римскиот војник, оној кој ги надгледуваше сите екзекуции, стоеше во подножјето на Исусовите нозе и рече: ова навистина е Синот Божји. Истиот човек кој ги изврши сите пресуди, сега ја делеше мојата верба. Тогаш ненајдено како што загрме земјата, се стиши и темнината исчезна. И безживотното тело на Исус
висеше неколку стапки од мене. Наспроти тоа што во него вложив се, во тој миг некако се почувствував сосема сам. Мислев дека јас прв ќе умрам и дека мене ќе ме испрати прв. Не ми падна на памет дека тој би можел прв да умре. Распетието е споро умирање. Копнеев по олеснување. А според нашиот закон, телото не смееше да виси во текот на ноќта. Така војниците добија нова заповед. Убијте ги злосторниците, закопајте ги телата, тргнете ги крстовите, за да нашите луѓе уживаат во смешниот фестивал. Потоа војниците дојдоа до мене со стаповите, ги насочија кон моите нозе. Без поддршката на нозете, повеќе не можев да го подигам телото за да дишам. Уште неколку минути. Тогаш му придоа на човекот од другата страна на Исус и му ги скршија нозете. Потоа се свртеа кон Исус. И еден стражар рече, тој веќе е мртов. А другиот стражар рече, подобро да провериме, за да не ни остане некаков сомнеш. Последното нешто што го видов на земјата е крвта на Исус пролеана на земјата. Смртта е темно место. Но Исус веќе ја преживеал и ја направи безбедна за мене. Се прашував како ќе се чувствувам кога мојата душа ќе го напушти моето тело. Дали ќе биде катапултирана, изгубена и осамена во бескрајната празнотија? Помислата беше страшна. Но реалноста беше многу поинаква. Ми се чинеше дека се движам низ тунел со брзина на светлината. И после долгите часови болка, ослободувањето беше сладко. А во тој миг јас не бев сам. Имав придружба. Ме носеше. И топло ме дочека Исус лично. Размислувајќи за тоа искуство со Исус тој ден, направив нешто многу искрено. Се исповедав. Соочен со фактот дека сум многу грешен. Иако смртта ме однесе во темнината на пеколот, не ќе бев во позиција да се жалам. И после исповедта го замолив Исус да ме спаси. Нему му кажав, сети се на мене, кога ќе бидеш во Твоето кралство. И прашувајќи го, верував. Тој ми рече, денес ќе бидеш со мене во рајот. Му верував во потполност. Тој го одржа зборот
И еве ме тука. Ова е мојата приказна. Еве го смешниот дел. Од сите луѓе овде во рајот, тој ме одбрал мене да ви бидам водич. Што е малку смешно, затоа што правев многу нешта во животот. Мислам, многу нешта. Мојата приказна е доказ дека патот до небото зависи од Исус и само од Него. Исус сосема ми го обзеде умот и ми го освои срцето и ме спаси. И ме помири со Бог. Ете, тоа е зборот, помирување. На латински се вели реконсилиаре. Ре значи назад, а консилиаре значи присоединување. Да се спои нешто повторно или се да биде заедно. Повторно. Тоа ме потсети да ви го покажам остатокот од сликата. Мене ми е омилена. Се вика помирување. Тоа сум јас. А ова е Исус, кој ме пречекува на небото. Ја насликав минатата недела, знаете? Нели е тоа прекрасно? Ви благодарам. Пријатели, небото е најголемата радост што некогаш сум ја искусил. Сетете се на најсреќниот миг во животот и помножете ја таа среќа милион пати и направете ја да трае вечно. Неверојатно е. Жал ми е, но маната на тоа да ви бидам водач е што мора да внимавам на времето. Тука јас го заслужив угледот на добар, но не секогаш прецизен водач. Изгледа дека стариот крадец во мене сака да украде некоја минутка. Искрено, цела вечност овде е нешто што ме восхитува. Вечноста. Мислам, додека да дојдеш овде, најблиското чувство на вечното престојување во рајот е, па, можеби, возење наутро по автопатот Кенеди. Верувајте, ова е многу подобро. Имав многу време да размислувам за сето ова. Преку 2000 години, поточно. И ова е вистината. Не сум спасен заради нешто што сум сторил или не сум сторил. Јас сум спасен заради делото на Исус. Таму горе на крстот. Ова е рајот. И така стасав овде. Ви благодарам. Здраво, јас сум пастор Колин Смит, автор на книгата Рај и како стигнав тука. Јас сакам приказната на крстот, зашто покажува дека Исус нуди надеж секому кој ќе одлучи да му се сврти. Кој би предпоставил дека крадецот на крстот ќе заврши во рајот? Можеби тој ги знаел 10 заповеди, но сигурно не ги почитувал. А за него беше веќе доцна да сврти нова страница и да започне подобар живот. Но Исус на крадецот му ја отвори вратата на рајот. А ако крадецот на крст можеше да влезе во рајот, можеш и ти. Исус е спремен и сака да ја отвори вратата на рајот на секој еден кој ќе го стори истото што и крадецот. Му се обратил на Исус во покаяние, го замоли Исус да го спаси. Поверува во ветувањето кое му го даде Исус. Денес ќе бидеш со мене во рајот. И тоа можеш и ти да го направиш сега. Нашето здружение Отворија Библијата собра статии, брошури и други материјали на темата на рајот и тие ти се достапни бесплатно.
Ако имаш прашања во врска со рајот или како да растеш во верата, те охрабрувам да ги истражиш овие ресурси или да отвориш нашата веб страница. Ако сметаш дека ова ти помогна, те молам сподели со пријателите. Уште еднаш ти благодарам што го гледаше филмот Рајот и како дојдов тука.